Во местноста Свиланово на Осоговските планини денеска се одбележа 113 години од загинувањето на председателот на Крушевската република Никола Карев. Воедно со одбележувањето денеска и во употреба е пуштено новото спомен обележје кое се изгради во чест на Карев. По тој повод на одбележувањето присуствуваа и членови на семејството, представници на општина Крушево, на владата и на општините Кочани, Чешиново, Блешево. На овој ден, во 1905 година, борбата за слобода на Македонија изгуби еден голем човек. Но со таа смрт не престана да вирее духот на херојството и целите за кои Карев се залагаше. Да го одбележуваме овој ден, како уште една причина за борба која водиме и ден денес, а тоа беше борба за слобода, живот и соживот. Борбата за поубав живот продолжува, борбата за подобро образование, борбата за поубава Македонија, која ќе ги илустрира визиите на големите ликови од нашата историја. Новото спомено обележје во местноста Свиланово се изгради со средства од Бирото за рамномерен регионален развој и со кофинансирање од Кочани, Чешиново, Блешево. Купната вредност на проектот е околу 5.600.000 денари. Сведоци сме дека преку реализација на овој проект, покрај тоа што се обезбеди достојно и заслужено спомен обележје на местото на загинување на Никола Карев, се создаде и пристојно одмаралиште во прекрасниот Осоговски планински амбиент. Сега има партерно уредување, летниковци, сончеви светилки, амфитеатрален дел. Реализиран е проект што бара одржливост и решавање на други очигледни инфраструктурни потреби. Се заради заживување на ова прекрасно планинско подрачје во кое царува мирот и слободата за кој се бореа Карев и неговата чета. На одбележувањето присуствуваше и Трајко Карев, внук на македонскиот револуционер Никола Карев, кој реагираше и побара од властите зошто веќе во македонската химна не се пее името на Карев. Фамилијата Кареви се незадоволни од така речено химната на Македонија. Во химната порано се пееше Гоце Делчев Питу Гули, Карев Даме Сандански. Неколку години од химната е исфрлен Никола Карев, нашиот дедо. Сакаме да знаеме по која основа и дали заслуга е исфрлен, барам да ни одговори некој историчар од нашата држава. По повод 113 годишнината од загинувањето на Карев, делегациите положија и цвеќе на спомениците во Кочани, кај селото Тракање и во Свиланово, каде што и загинал.